Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија. Нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме расположени и денеска ќе направиме еден убав специјалитет, лесен, како што всушност и барате вие да бидат вкусни, а лесни нашите рецепти. И знам дека и денешнава наша гостинка ќе ви биде интересна, затоа останете заедно со нас за да го видите и рецептот и гостинката. Си ги поздравувам нашите гледачи ширум светот, посебно нашите во Македонија, каде и да се наоѓате. Бидете ми здрави, живи и срекни и секој пат во 15:30 се знае пред телевизорот со кафенце, чајче, можеби какао или напиток кој што вие си го сакате. И да не следите и потоа да ни праќате фотографии и да ни кажете колку ви бевме интересни во текот на нашето другарување. Реков дека ќе направиме убав специјалитет, јас денеска ќе асистирам, си повикав драга гостинка која што ќе го направи на свој начин, таа го нарече пица бурек, а јас ги викам банички, бидејќи дома ги правам сама со сукало, но како и да е, многу лесно да ви биде, кори имаме во секој маркет и брзински нели да си ги направите. Таа е една прекрасна личност, поетеса е, знае да пишува и да не милува со незините зборови. За се она што таа го твори и го работи, ќе говориме во текот на нашето другарување денеска. Мојата драга Оливера Јовановски. Добре ми дојде. Добар ден. Многу се радувам, конечно да се видиме и во емисијата. Ме радува, постојано си некаде и убаво е што најдовме време да ми бидеш гостинка. Баш и мене многу ме изненади твојата покана. Благодарам многу, од се срце ја прифатив. Поздрав до вашите гледачи на Канал 5 и посебно до сите што ја гледаат и следат твојата емисија, а јас секој ден сум во 3:15, 3:30 пред телевизор, Канал 5. И подготвена, нели, да се види што ќе се спрема денеска. Повели Оле од оваа страна. Ке може ли да ги измијам раците пред да почнем? Можеш, бидејќи ќе работиш, реков ти ќе. Јас можам само да ти асистирам, да ти помагам, а другата задача тебе ти ја давам и ќе варам чај. Мислам тука. Не, во рете. Можеш да си веќе застанеш. Јас ќе го подготвам и нашиот шпоред да биде подготвен, да се топли тавчето, бидејќи ова рецепта треба да имаме врело масло. Така, јас прво би започнала со филот. Така, па да, со рендење на кашкавалчето. Да се биде добро, филот да биде подготвен и убаво е, нели, дома така почнуваме. Да ни бидат подготвени филот за корите, а потоа си ги работиме полесно да ни биде. Ти си ми убава, како што те гледам. Благодарам. Одлично ти е времето. Ама јас би ги возвратила тие убави зборови на тебе. Прекрасно изгледаш. Исто како и секогаш, ние се знаеме многу долги години. Некаде. Благодарам. 20 на години сигурно. Па сигурно повеќе, можеби и повеќе, но без оглед како и да е, нели кога ќе се видиме после подолго време, како да се гледаме за прв пат. Ова е рецепт кој што рече сама ми текнува дракче, или ти е од мама нешто, или комбинирано мама свекарва? Искрено да ви кажам, ова е мој личен рецепт. Како што ти кажа, може да се прави и со домашни кори, месени, сукани. Но во денешно време сите некаде брзаме, времето ни е кратко, денот ни лета многу брзо. И јас некако повеќе од тие сукани кори и тесто, пошто и тестото, како тесто со квасец, не е многу добро за здравјето, па решив повеќе да употребувам готови кори. И побрзински. Да, побрзо, секогаш имаме овие намирници, нарочито за ова рецепта пица бурек, ги имаме секогаш, сите имаат дома кетчуп, кашкавалче, кори се наоѓаат. Па и може тоа да се именува според желбите, нели? Може да се стави со спанак, со прас, со сиренце, јајца, сирени јајца заедно. Кој каков вкус има? Така, јас обично го правам и со мелено месо и кромит како бурек, да. Но ако сега го правиме месото, ќе ни треба едно половина час и повеќе да се олади. За да го испражиме, да го средиме, за да не ги расипе корите, така. Да, но одлично. Ова е стварно. Поде ми го овде, јас ќе го повлечам рендето. Добро. Така. Е брза рецепта за тоа што поде ми го, ќе го повлечам. Кетчупот ни е ладен
и нема да не ги стопи корите, а јас сега ќе преминам на сецкање на саламата. Значи, ова може да се прави и во пости, кога постиме. Јас обично во среда и петок кога постам. Кашкавалчето само подај ми го, мило. Да следат колегите, а гледачите едве чекаат да видат како ќе го направиш. Да, каква домакинка сум. Нели? Добро. Че може да се пренамени на неколку начини. Како што рече ти, може со праси со сирење, може бурек со мелено месо и кромит, може постна пица, значи ова не е пица со месо, но наместо шумка може да ставиме печурки, растителен кашкавал, кетчап. Зборуваме за постната варијанта. Така, да. така. Па и со спанаќе може. Да, и со спанаќе, како што кажа. Да биде лесно и убаво. И плюс пицата е некако попримамлива за децата, мислам за тинејџерите, за помалите. Ке ги направиме така во вид на четврт така да изгледа форми, убаво, украсна, така. да, една украсна форма. Нема да биде во Јас вид на обично дома пица. на триаголники ги виткам, но еве тука сега ќе правиме четириаголник, полесно Така. да биде и поубаво, нели, за око можеби. И така. Убаво ова ги исецка ситно како машинка. Одлично. Може да се изренда. Тоа нема проблем како е. Само да се направени ситно. Оле, ќе те запрашам за поезијата. Љубовта кон поезијата, кон пишаниот збор, проза, поезија, романи, имаш се на куп за да можеме да кажеме, нели, дека си баш поетеса со вистински збор. И знам по себе си дека кога некој ќе започне од раното детство, веќе тоа го води се до крајот на неговиот живот. Дали кај тебе тоа се случи од раното детство да се пишува, нели, прво за списанијата, па за училиштето, продолжува, нели, натака? Тоа е нешто што на вистина поезијата, пишаниот збор ме следи од рано детство, можам да кажам, расте поезијата како што растам и јас, се ниžат зборовите на пишаниот збор од многу мали години. Мојот талент за пишување беше пронајден уште во основно училиште во Битола. Некој јас сум битолчанка, така. да си ги поздравам. И по зборувањето ти се познава, значи побија битолскиот дијалект, така. Малце си сме специфични за тоа. Во една, можам да кажам, прилика, некаде сигурно било тоа во 5-то одделение, затоа што талентот за пишување ми беше пронајден од наставничката по македонски. Нажалост не е таа сега со нас да ја поздравам, но има многу големо влијание во развојот на мојот живот и тоа на позитивна улога заради тоа што многу ме насочи кон тоа што сум денес јас. Секако домашните, пошто нон-стоп се со тебе, можем со да нас, некогаш не ги гледаат тие квалитети кај децата кога растат. Друго е увото и окото на наставникот, така. А друго е на мама. Така е, значи, така. секоја мама си го фали детето, ние ќе дојдеме и до твоето дете кој што треба да го пофалиме. Благодарам но, за тоа. Поезијата е пишаниот збор, еве ќе кажеме не само поезијата, пишаниот збор. Дали тој потекнува во поезија, во проза, во роман, нели? Сепак е она длабокото во нас, чувствата кои што ги имаме ние и кои ги имаат некои околу нас. Нели? Обично пишуваме и за некој друг. Па повеќето пати пишуваме за некој друг и за природата, па и да е за нас, ги пишуваме чувствата, но сепак тие чувства некогаш се доваѓаат од некој настани што се предизвикани од друга особа, од друга личност. Точно. Затоа што силно допрела до нас. Така. Така и мојата прва поезија, никогаш нема да ја заборавам, беше наменета за мајката, заради тоа што беше зададена тема за 8 март. Јас некаде бев
се надоврзувам на твоето претходно прашање тука, Драгче. Така. Бев 5 оделение, како што кажав, и уште на час наставничката ја тргна мојата поезија на страна, ме праша дали ти ја напиша. Јас се зачуди, викам пред вас ја пишував как. Сега јас имам една така навика ова да си ги превртам. И повторно му ставаме масленце. Ова е само масло, чисто. И го размачкуваме. Ке кажувам и за рецептот, а и ке се наврекем. Може ли така? Затоа и правиме ред муабет, ред за рецептот, за да биде интересно и за гледачите. Сега на средина ке ставам. Кетчупче, они нека ги следат моите раце и ќе биде полесно, нели, бидејќи се гледа се преку објективот на нашите камери. И така мојата поезија за мајката беше издвоена на страна. Наставничката ме праша дали ќе ја одобрам да ја објави во Битолски весник. Тоа некаде беше во далечната 1980, можеби 3-та година, така на моја 13 годишна возраст. И од тогаш јас другарувам со поезијата. Во времето кога ние расневме, имаше Млад борец, па имаше Наш свет, па имаше други списанија во кои што можевме слободно од училиштето да ги презентираме нашите. Така, Другарче, се сеќавам. Другарче, да, прекрасно. Развигорче, да, се навраќаме на тие. Сега јас си ги виткам овие. Многу убаво си ги здипли. Само нека ни се затопли. Педантни да ни бидат, малце масленце ќе му ставиме од горната страна. И сега... Сакаш да ги направиме, па потоа на пржење ќе одиме? Не, може да ги пржиме како што ќе ги готвиме, затоа што како и сега ја дозгора. Ајде, додека ти ја правиш втората веќе кора, јас да ги покажам како се вели твоето богатство овде. Да, тоа е моето бесценето богатство. Како се вели богатство на умот. Тоа е богатство на умот. Ајде. Потоа ќе зборуваме и за самите книги. Јас ќе ги покажам на гледачите твоето творештво, богато творештво и лесно пишување. Јас обожувам да ти кажам, Оле, јас лесно пишувам за да секој од читателите може да ме долови, да осознае мојата мисла, а не да талка низ неа. Така и да се пронајде некогаш во тоа. Така, одиме понатаму. Ќе те прашам и за ова... За романот? Ќе те прашувам и за кориците, но прво да ги покажеме, за да не губиме време тука до шпоретот. Една тема за младите, неостварена љубов. Тоа е мојата прва поезија, неостварена љубов. Многу убаво. Прима балерина. Знам дека за децата за аутизам. Тоа е поезија за девојче со аутизам. Аутизам, знам, тоа и го кажав, да. Одиме. И ова ми се допаѓа, од мрзнати чувства. Обично и јас им давам тема на моите книги во однос на она што во моментот го чувствувам, како и од таму ми доаѓа инспирацијата. Ајде. Вака се станува поетеса од висок ранг. Еве вака кој ќе си ги направиш како за на училиште во ранец. Еден куп книги. Да. Браво за наша Оле и малку ќе говориме и за самите книги. Сакав да ги покажам за да имаат гледачите во предвид што всушност ние овде за што зборуваме. Пишувам и поезија, и проза, а романописец, како што кажа, романот Лавиринт на вистината, кој е основан на автобиографски романи. Го најде ли патот? Во лавиринтот или беше уште? Уште те чека излезот. Не изгледа се пронајде на некој така специфичен начин. Значи со тој роман достигнав голема слава, што е направена научна теза
затоа што е објавен на неколку јазици, на руски, англиски и албански, македонски, но од македонската верзија, англиската и руската е направена научна теза од професорката Катерина Видова од Славјанскиот факултет и е представена во Русија за користење на старите зборови. Архаични и поуки. Значи, тука повеќе се... Многу интересен тој начин, архаичноста. Јас уживам кога пишувам со стари зборови, инаку пишувам поради тоа. Јас ги собирав во зборник, архаичните зборови. И тоа е една убава идеја. Да, ги собирав, и направив книга. Јас сакам пишувајки да ги има, затоа што повеќе се памтат, мислам така. Во тој роман се најдени 22 поуки, врз кој е направена таа научна теза, како ја користам, како доловувам оригиналноста на поуките, например, и како се преведени на англиски или на руски, да кажеме крушата паѓа под круша. Под круша, кажано под наша, да. Така. И мислам сум многу... Или како ти свират, така ќе играш. Во однос на нашите говорења на нашите подрачја. Така, имаме многу... Уште една и ќе дојдеме на пржење во интерес на времето, за да бидеме... Ако маслото ни е готово? Па гледам, почна да се... Добро, поред. Топли, уште една кора. Ставаш по 2 кори. По 2 кори, да. Сега некогаш ова довеѓа од 5 до 6 парчи на пица, затоа што се по 2, некогаш ако има една останува, може последната 3 да ставиме или последните 2 да ги направиме на 1,5, што за пица не би го препорачала тоа, подобро нека се 3 кори, зависно како е пакетчето. Ајде ќе те вратам пак на поезијата, но ќе те запрашам за животот во туѓина. Замина во Австралија. Што те натера да одиш во еден друг континент, во една друг менталитет на живење, начин на живење? Австралија, земја далеч. Далечна, така е сите... Јас пред многу години... И опеуваат. Да. Едно време кажува, се сеќавам моите баби, дедовци, мислам, у тоа време, викаја, која мајка синот ќе го изгуби, ќе го најде таму, затоа што беше многу далечна земја. И оделе заради екзистенција. Така, но моето одење таму беше за 2 недели, така мислев, дека ќе одам само за зимскиот распуст. Авантуристички. Да ја разгледам државата, да се прошетам малце, има бујковци тетки таму, да ги видам нив и за 2 недели Оливера ќе се врати назад, што ми беше тој како награда за зимскиот распуст од школа, затоа што бев солидна, бев одлична ученичка и во тоа време учев во Битолаво техничко, средно. И така требаше да одам само за зимскиот распуст, а од тие 2 недели стана 35 години. Авантурата ти траела. Да, толку многу ми замрзна во времето некако. Многу убаво, 2 недели во 35 години, Оле. Да. Да, некако, како да кажам, чувствувам дека тоа е приказка на секој втор македонец. Зошто така чувствувам, не знам. Оди и заминува мисли брзо, но потоа доаѓа доцна. Ова ни е готово, можеш овде да се повлечеш. Ајде, земи ја со седаската. Знам кој ми е првото. Ете така. Јас ќе ги повлечам, ако ни требаат ќе додадеме. Ова ќе ни е за пражените. Мислам, ако имаме време, ќе направиме плюс. Ето вака ќе ги повлечам на страна. И така, авантура 35 години. И да, си прерасна. Ја почувствували Австралија како твоја земја, а кога ја напушти, тагуваше ли? Тоа се многу прашања. На 15 години многу нема што да се мисли. Млад човек. Така, како викаат, ајде ќе одам на убаво место. Се е убаво, се е зелено, но како годините одминуваат таму, носталгијата си растеше. Беше многу тешко за мене да се одлучам и да кажам која е моја земја, која е моја татковина. Дали Македонија, каде што сум родена, или Австралија, каде што поминав 35 години. Оле, во тие 35 години, колку пати дојде?
Јас си довеѓав често. Значи, си те влечеше коренот. Да, довеѓав често и во последните 10 години, може би 2 пати годината си довеѓав. Јас те прашувам за гледачите да слушнат. Да, пошто ти знаеш дека... Јас знам, затоа сакам чисто да прашам. Не сум од тие луѓе што заминаја и не доваѓаја, затоа може би беше и пресудно да се вратиме со сопругот, поради што патриотизмот преовладува тука многу. И тоа е врзано со музиката, со семејството. Па и со се друго, значи ако не се вратевме во Македонија, јас немаше да пораснам во тоа што сум денес, така. Може би ќе останев со романо и со 2-3 така поезии, но не до толку да бидам, мислам, публицирана тука во Македонија и да ме знае народот и да сака да слуша од мојата поезија, да чита, па исто и многу текстови се напишаја. Така, сакам да кажам и да си ги поздравам воедно моите Горан и Ане во Америка, но јас кога ќе пуштат фотографија овде, од таму на една фотографија забележав небо над нив. Велам, дали е македонското небо? Не. Вика, во Македонија небото најубаво сјае. Ти дали тоа го почувствува? Дека тука небото е најсилно. И небото и воздухот, ако викаат во Скопје имаме загаден воздух, јас сепак мислам дека си е најубавиот град. Најубавата држава не се заменува со ни една друга на светот, затоа што нашите корени се тука, во Македонија. Каде и да одиме, во нас бие срце македонско, така се и моите деца воспитани таму. Тука те чекав сега. Тука не може мајка без деца да не спомне. Дали ти сега, од оваа гледна точка, како мајка Оливера, не како девојче Оливера, би дозволила твоето дете да замине Австралија и да го нема 35 години? Се лутеше ли на твоите ако не те пуштеа? Па, од една страна и така беше, од друга страна, во тоа време беше многу тешко да се добие виза, како и сега за Австралија. Јас ја имав таа среќа, добив виза заради тоа што баш бев многу добра ученичка и како награда ми беше тоа. И заминувајќи со таа идеја дека ќе се вратам за кратко, не беше толку болно. Разиграна отиде. Да, дури со тапани. Разиграна отиде. Ама кога ќе знаеме дека некој заминува за подолг период или за учење, или едноставно е веќе преселба, се знае таа преселба како што во тоа време заминува фамилиарно, тука малце е потешко и боли и повеќе боли, но ако е него чувствуваш. Поентата ми беше дали ќе ги пуштиш твоите деца. Сега ќе кажеш не. Сега тука ме најде, па така е тешко, но сепак мора да се живее со текот на времето, како што носи времето и налага, сепак треба и предностите од тоа заминување да се видат, зошто се оди, дали имаме некоја причина. Искрено не би го пуштила ни едно дете. Се знае дека не би пуштила, но после не сакам да бидам и јас причина. За неговата среќа. Сакам, кога веќе говориме за децата, да кажеме за твоето синче, бидејќи ја напиша во млади години првата сликовница, да го поздравиме од тука. И јас и ти. Така, тој е Христијан. Христијан ги напиша тие зборови и сликовница. Таа сликовница изгледа и за млади и за возрастни, и за помали, и за повозрастни, за анимација, како што се вика. И ќе го поканиме. Поканиме тој да говори за неа. А ти ќе говориш за себе. Јас за себе, така. Тој тргна по стапките на мама, но не е само и тој. Додека и мојот трет син, кој што се живее во Австралија, тој е ептен веќе заталкан и подлабоко, затоа што пишува скрипти за филмови, глуми, драми, пишува, продуцент е, тој веќе е уште. Целата фамилија требаше да си ја земам. И така Бубе ми беше, полека, имаме време. Оле, и дечињата, така, супер ќе биде. Имаме време и за тоа. Јас правам вода за чај, додека ти така симпатично си пржиш и ни раскажуваш. И сега ќе навратиме пак за пишувањето и за она твоја стихозбирка за децата со прима балерина ти е. За дете со аутизам. Да. Која ти беше инспирација.
Така? Вака, јас во Австралија долги години работе во медицинска ординација, 10 години, како ресепшенист и секогаш имав контакт со луѓе, со деца кои доаѓаат со разни проблеми. Наравно, се знае зашто се оди на доктор, не се оди никој од убавина, не оди таму. Не отишол никој да пее. Така. Така. И тоа беше некаде во 94-5 година. И уште од тоа време некако таа тема ми стана блиска и болна, заради тоа што луѓето во тоа време не беа, зборувам за нашите, и за сите не беа многу информирани за таа болест. Им доваѓаше некоја новина. И јас требаше да истражувам, да им давам совети, зборувам повеќе за нашите луѓе кои живееа таму. И така некако уште од тогаш ми беше болна темата и им дадов некој поголем акцент, што необично, јас и на таа тема магистрирав. Така, значи тоа ми беше инклузија на деца со аутизам. Затоа ја одбрав од сите во бизнис секторот. А Прима балерина е посветена на девојче која живее во Скопје, на Катерина Радевска. Морам да ја поздравам мојата Кате, сигурна сум ова ќе ја гледа. Ќе се радува. Да, целосно е посветена на нејзе, значи е составена од 2 дела. Таа стихозбирка од едниот дел е преку нејзе, преку Катерина, сакам да го представам и животот на сите тие деца кои што имаат премногу чувства, премногу емоции и интелигенција. Да, затоа што тие секогаш ќе бидат деца. Така. Што Господ им одземал и што им дал. Затоа некои од нив имаат многу подобри карактеристики и сеќавања на некои нешта од што ги имаме ние луѓето. Длабоко во нив ги чуваат и затоа. И концентрацијата кај некои од нив трае многу подолго. Знаат многу специфично да одделат добра и лоша работа. Кај Катерина тука многу ми беше интересно што таа комуницира преку графчина. Значи, има тегла, ќе ја отвори на масата и ќе каже на школа денес колку дечина биле, ќе објасни што се случило, така. А ние се слушаме со нејзе, не се гледаме многу, но знаеме да се слушаме често и се разбираме преку телефон. Она знае да ми каже кога тато е дома, кога мама, кога прават пита, кога прават работи. Сега, Оле, ќе те префрлам на друго. Наградата Цветинова награда за нашиот познат Живко Поповски Цветин доделува награда, која што и ти ја доби. Во интерес на времето гледам да те зачнам од повеќе иако за тебе потребни се повеќе емисии, за да кажеме се посебно, но Цветиновата награда за мир. Како ја почувствува ти? Чувството твое? Искрено да ти кажам, ево и сега се наежив, а исто и тогаш кога бев повикана на една од средбите на Живко Поповски Цветин, ке си го поздравам посебно и него. Имам толку многу луѓе за поздравување, ве молам немој да ми замерите ако не го кажам вашето име, но сите ве сакам, сите ве поздравувам. Дали сте тука во Македонија, во диаспората, било каде, секогаш мислам на сите вас, а знам вие ја читате мојата поезија и мислите на мене, а Жиле ми е толку многу посебен, драг, заради тоа што во последниве години 4 така. Имавме мисија Јас и Христијан да однесиме некои негови цветови во Австралија. Посадивте цвеќе на мирот. Да. Неговата мисија е. Да, и тоа беа однесени во школото каде што Христијан учеше, а тој учеше во двојазично школо, значи каде што се учи македонски и англиски, и да однесиме пораката за мир. Неколку пати учествувавме исто, мислам, и јас и Христијан, но во овој контекст зборуваме само за мене. Јас лично учествував на некои негови настани за мир. Кога
правеше он петиција исто, да се прекинат војните, затоа што ниедно дете не треба да остане без дом, без семејство, така. И на една од тие манифестации Живко кога кажа дека таа награда ќе ми ја додели мене, јас мислам бев изненадена, многу му благодарам, знам дека не може секој ден да ја добие таа награда, он ги, како што ги црта и ги селектира цвекината, така ги селектира и луѓето за тоа. И се надевам дека ова ќе биде еден мотив и инспирација за луѓето да прават повеќе добри дела, за некој да ги види и да ги почувствува и да ги награди. Ете така. Тоа сите го посакуваме, бидејќи ако нештото не го почувствуваме ние и околината околу нас, значи не сме ја постигнале целта. Така, јас обично сакам тие околу мене повеќе да почувствуваат тоа ја што го правам. И тука имаме поголема сатисфакција на работата што ја правиме. Точно. Убаво го кажа сето тоа. Реков, за тебе се потребни повеќе. Мене ми е потребно повеќе време за да кажеме и пак ќе останеме должни на гледачите. Друга прилика, повеќе време. Да, имаме прилика, ќе повикаме, ќе имаме и нови сезони, и ново нешто. Уште еднаш со вас си го превртам. Не додадовме масло, зашто веќе последната кора ја правиме. Има доволно супер. За да можеме да... И не сакаме да се многу мрсни. Така. Обични на хартија ги ставаме, нели, за да... Можеш и тука да ги поставиш пред да ги сервираме. Јас ќе ти додадам хартија за да спие малку маслото. Убаво си ги среди, без гајле. Може би требаше уште неколку. Имаме кори, имаме се погаснење на камерите, те оставаме да си ги доправиш сето тоа што си го започнала. Најважното ни е да нашите гледачи ја видат постапката, како се прават, како се приготвуваат и колку се вкусни. Е така, малку да се... Да, веќе они... Па потоа да си ги сервираш. Веќе си пред крај на и последната кора. Имаме чинија за сервирање. Може слободно, јас ќе ти додадам овде. Може за текстовите, за... Сега ќе си кажеш ти, ајде. За она што јас пропуштив да прашам, бидејќи сакам од се да се каже, може би нешто ќе пропуштам и сигурно ќе пропуштам, но и за она твоја поезија, како ја велиме најтешката за разбирање, така. За нејзе сакам да зборуваме. Добро, само прашиме. Веднаш те прашувам. Зошто ја одбрани? Хаику поезија. Најтешка за распознавање. Зошто? Хаику поезија е еден стил каде што не може секој еден поет да се изјасни. Некој може да пишуваат со страници да не кажат ништо. Но тука, тоа пред се да кажам дека е јапонска, стара јапонска метода на пишување на поезија, каде што се користи 3 слога, 7 слога и 3 слога. И таа е наменета за природата повеќе. Така. Значи, е малце тешко да се... Многу тешка за разбирање, треба да се внесеш силно во неа за да ја разбереш. Имам добиено и престижни награди за таа поезија, имам и конкурирано на неколку конкурси, каде што сум добила награди. Потоа имам и своја хаику стихозбирка. Тука некаде се наоѓам своја затоа што сакаш се да не се дознае? Не. Сакаш длабоку да те осознае? Не, ево ке ви... Луѓето да ги оставиш во дилема малце да помислат тие зошто вака, така. Се пишува како измеѓу редови. Така. Можеме, ево, например, да направиме одма една поезија. Мигот. Сакаш да... Моменталниот наш... Да, така. Така, добро. Живеј во миг. Живеј го мигот. Значи, тоа...
Тоа е едно големо размислување. Така. Сега одиме со втората. Ете така. Зуница, среќа, зема. Значи, тука имаме 7 слога. Добро. Тие ти се 2 реда. Колку значи виножитото ни носи среќа во нас? Така. Сега, зборувавме за мигот. И сега треба заклучок нешто да ставиме. Во 5 слога јас треба да најдам нешто. Денот, тага. И радост? Не. Одиш само Ден, устари, ден, тага, дели. Ден. Не сваќаш сега? На враќање така, пак. сега пак се враќаме со некој заклучок, Добро. но луѓето треба суштината, тешка за разбирање. А мислам и ќе стане еден тренд, затоа што во Македонија се повеќе и повеќе почнува да биде во тренд. Готово е. Сега е готово и ова. Тоа ни е за хајку поезија, но имам и неколку награди, добиено светски награди за поезија. Да се ги кажеш, бидејќи требаше да пишувам лист. Еден поголем лист. Имам неколку награди, значи нема да одиме, ова не е тука сиви за работа. Тука е малце да се представиме пред тие што не знаат и што не знаат, за уште подобро да не запознаат. Така. Значи, од престижна, од прва награда, од Гран При награда, на светско ниво, каде што имало и повеќе од неколку илјади учесници, потоа и убави зборови, комплименти за текстови на поезија што пишувам, затоа што имам веќе преку 20 на текстови објавено. И во заеднички стихозбирки и сето тоа тече. Рецептот е готов, а јас ќе го побарам рецептот на денот, а потоа ќе се доискажеш, затоа што го гледам часовникот. Ајде да го видиме рецептот на денот, што се нам ни е потребно за денешниот рецепт кој што ни го подготви нашата гостинка. Пица бурек, едно пакување готови кори, 400 грама шунка, 300 грама кашкавал, 100 до 200 мл кетчуп, 100 мл масло, сол и други зачини по избор. Значи, кажавме на самиот почеток дека овој бурек може да се подготви и во постна варијанта, но можете да го подготвите и во нешто што вие си сакате, или е по ваш вкус, со сирење, со јајца, со спанак, со прасче, со мелено месо, како Оле каже, со печурки. Така. Така. Кромиче, пиперка внатре, ако сакат постно, може да се сервира со јогурт. Ако сака некој да има додатни комбинации. Ние додадовме овошен чај. Да, ние со овошен чај. Кажи ми ги сега, ајде, наградите и чувствата, бидејќи имаме толку време, да си кажеш какви се тие чувства. Јас знам по себе, знам и за тебе, но гледачите треба да знаат како е и кога не очекуваш ја добиваш наградата, но и кога очекуваш. Многу е убаво кога ќе добиеш една златна плакета, една благодарница, една пофалница, една Гран При. Јас знам по себе, некој пат сум дури изненадена, си велам, аман толку ли допрев до читателите, нели? Така, да, јас неколку пати ми се има случајно тоа и ќе кажам, ево, ќе одвојам неколку, ги имам преку 100 повеќе благодарници, но награди на Гран При исто имам доста, некаде преку 20, но ќе одвојам две, што така, 2 или 3 што ми значат многу. Ја добив прва награда за Мајка Тереза. Така. Тоа беше еден конкурс од Америка, од Канада, од Торонто уствари. Од Канада беше, да. Пошто морам да мислам од каде беше, Вера Самарјанин, ќе си ја поздравам и незе, и она ни е во диаспората, организиран од незе во склоп со некоја институција од Македонија и само добив една порака, мислам после тоа, дека те молам биди на таа и таа ден подготвена на тој настан, заради тоа што доби награда. И јас викам, чекај, како јас баш бев така изненадена од толку многу луѓе, од толку што знам поетеси што пишувале. Ти допре. Да. Потоа исто од Сплоти се Македонија, таа мислам на светско ниво исто и тој конкурс е.
и таму на Гран При наградата, и тоа 2 години поред ја добив таа награда. Мислев, секогаш, секој еден кога учествува на конкурси, си очекува наградата. Ама некогаш не ги ни очекуваш заради тоа што Реков, знаеш. ќе правиме друга емисија. Немаме време. Сакав да исечкаш да ја видиме внатрешноста. А јас, добро. Еве, и јас ќе ти помогнам. Ето така. Аха, и на пола. Да. Не драгче како и за емисијата, многу работи што речи. Многу треба, многу нешта, а ни поминаа 40 минути заедно со тебе. Ево Оле, сега. ќе зборуваме во следната повеќе. Ми Како беше изгледа мило. оваа тоца пично. внатре. Многу убава, нарочито младите луѓе многу ја сакаат дечината и ги повикувам сите млади мајки ова да го направат, да донесат некоја разновидност на Ето трпезата. така. Ти благодарам што беше моја гостинка. Многу ми направи чест и корите кои што моите деца ги обожуваат. Следниот пат ќе раскажеме повеќе. Ни треба многу време. Ни треба, да. Ти благодарам од се уште срце. Поздрав да сите. Тука сме пред самиот крај, знам дека треба уште многу да муабетиме со мојата Оливера или нашата Оливера Јовановски. Знам дека многу мина ќе ја препознаете, бидејќи таа е сестрана, ја има, помеѓу луѓето е, си ја сакаат, си ја обожуваат, како што и таа ги сака луѓето. Затоа ќе закажеме и втора средба. Ми останува да ве поздравам и да ви кажам ве сакам.